Божјата милост за секој човек е достапна преку цената која Бог самиот лично ја плати преку жртвата на својот единороден син Исус Христос со смрт на крст, за да ги откупи нашите гревови, за да го плати долгот кој ние самите не можевме да го исплатиме, за да би можеле да живееме живот во благослов. Целата порака на Евангелието, на радосната вест на Словото Божјо, се врти околу тој клучен, уникатен, историски настан, а тоа е Исусовата смрт на крстот, каде што Исус го даде својот живот за ние да живееме. Таму Исус на крстот ги обезбеди сите наши потреби, сите потреби на човекот во сите аспекти на животот. Но зошто сето тоа кај некои луѓе се уште не се манифестира? Заради неприкосновеното право, слободната волја што Бог му ја дава на секој човек, самиот да избере дали ќе верува во ова вистина или не. Сите ние сме различни луѓе, имаме различни потреби, различни проблеми, но доколку денес избереш да свртиш нов лист во животот, да им кажеш збогум на твоите разочарувања, на твојата самотија, на твоите проблеми, на твоите болки, на твоите болести, на твоите страдања, на сето оно што ти представуваше товар, тогаш избери го Божјото решение. Тргни кон местото на спасението, а тоа место е Исусовиот крст. Драги слушатели, со радост сакам да споделам со вас што всушност се случи на крстот, а е пишано во Библијата за чудесната Божја размена на истиот. Имено, Господ Исус Христос дојде на земјата за да ја плати казната за нас грешниците. Човештвото беше во грев, тонеше во грев и самите себе не можевме да се оправдаме. Па затоа Бог го испрати својот син Исус Христос за да ја плати казната за нас грешниците. Раснувајќи се на крстот, Исус ја проли својата света крв, преку која што сме измиени и откупени од канџите на сатаната. Исус бил казнет за да може нас да ни биде простено. Исус стана грев со нашата грешност за да ние станеме праведни преку неговата праведност. Исус на крстот ја победи смртта и со тоа вечен живот ни подари. Пишано е дека Исус бил ранет за да може ние преку неговите рани да бидеме исцелени. Исус ја поднесе нашата сиромаштија. Имено, тој висеше на крстот, гол, бос, гладен и жеден. Откако умре, беше закопан и во туѓи гроб. Комплетно осиромаши за нас, за да ние можеме да ја примиме неговата изобилност, да примиме живот во изобилие. Исус го понесе и нашиот срам. Тој умре со најсрамната смрт за тоа време. Беше осуден на смрт на крст. Со таква смрт биле осудувани само најголемите злосторници. Тој го понесе сиот срам на човештвото, за да може ние да пристапиме во Божјата слава. Исус ја претрпе и нашата ја отфрленост, односно ја зема нашата отфрленост. Тој на крстот беше отфрлен од сите, беше отфрлен и од неговите ученици, но беше отфрлен и од неговиот Татко Небесен, натоварен со сиот грев од човештвото. Беше отфрлен, бидејќи гревот е тој кој што не отфрла од Божјото присуство. Па така, примајќи ја сета отфрленост, дозволи ние да бидеме прифатени од Отецот Небесен. Исус стана проклетство, за да може ние да живееме во Божјиот благослов. Ова Божја размена може да биде активна и во твојот живот ако ја примиш преку вера.
Ако го примиш Исус за свој Господ и Спасител и со вера го примиш сето ова што Исус го има обезбедено, можеш да живееш живот без вина, оправден, можеш да бидеш исцелен, да живееш живот во изобилие, во Божји благослов. Чудесна размена, зарем не? Ова е живото значајна размена и на ова листа што наведе мојата сопруга, може да се додават уште многу аспекти кои што самата Библија ги изнесува и преку кое можете да проучувате. Но едно е јасно, дека сите овие значајни аспекти на размената кои Исус ги направи за сите нас на крстот се сведуваат кон една точка, односно кон поентата дека сите ние примивме спасение преку жртвата која Исус ја направи на крстот за сите нас. Спасение за сите човечки души кои го примаат Исус во своите срца за свој Господ и Спасител. Јас и мојата сопруга го направивме тоа. Го направивме тој животозначаен избор за нашите животи и ние сме благословени заради тоа. Не заради нашите дела, туку заради тоа што поверувавме во оваа вистина. Поверувавме дека Исус претрпе болки и страдања заради нашите гревови, умре заради нас и на третиот ден воскресна и вечен живот ни подари. Веруваме дека Тој се вознесе на небесата и седна одесно на престолот на Отецот Небесен. И Неговата слава е денеска и за секогаш и во сите векови. Христос воскресна! На вистина воскресна! Алелуја!